Добре дојдовте во училница. Јас сум Елена Јовановска Миливоевиќ, наставник по математика во Основното училиште Дане Крапчев, Скопје. На овој час ќе пресметуваме агли во триаголник. За часот ни се потребни тетратка, молив, линијар, агломер, лист хартија и ножици. Да се потсетиме, што е триаголник? Триаголник е многоаголник со 3 страни, 3 агли и 3 темиња. Прав агол е агол од 90 степени. Рамен агол е агол од 180 степени. Аголот од 360 степени го нарекуваме полн агол. Остар агол е агол помал од 90 степени. Тап агол е агол поголем од прав агол, но помал од рамен агол. Ајде сега да направиме една вежба. Земете го листот хартија и со линијар нацртете произволен триаголник. Аглите во триаголникот означете ги со алфа, бета и гама како на цртежот. Кога ќе завршите со цртање, исечете го триаголникот. Од исечениот триаголник одсечете ги аглите. Со линијарот нацртајте права во тетратката или поставете го на рамна површина. Земете еден од одсечените агли и поставете го на правата или на линијарот како што е прикажано на цртежот. Земете го вториот одсечен агол и додадете го на првиот, така што темињата се среќаваат во иста точка, но внимавајте да не ви се преклопуваат краците, односно само да се допираат. Го додаваме и третиот агол со темето во истата точка и повторно внимаваме да нема преклопување на краците. Кога вака ќе ги наредиме одсечените агли, надоврзувајќи ги еден на друг, забележуваме дека првиот крак од аголот алфа, овој овде со сината боја, и вториот крак на аголот гама, овој овде со црвената боја, лежат на правата или на линијарот доколку редевте на линијар. Вака поставени трите агли еден до друг образуваат права линија, а тоа всушност е рамен агол од 180 степени. Од овде можеме да извлечеме заклучок дека збирот на аглите во триаголник е 180 степени и тоа можеме да го запишеме како алфа плюс бета плюс гама е еднакво на 180 степени. Ова можете да го проверите и со агломер, ако ги измерите одсечените агли, ги соберете, ќе видите дека збирот што ќе го добиете ќе биде 180 степени. Сега да решиме неколку примери. Пример 1. Најди ја големината на аголот X. Даден ни е триаголник со познати два агли, 50 степени и 80 степени и непознат агол X. Од претходното, дека збирот на аглите во триаголникот е 180 степени, можеме да запишеме 50 степени плюс 80 степени плюс X е еднакво на 180 степени. 50 степени плюс 80 степени е 130 степени. 130 степени плюс X е еднакво на 180 степени. Од овде, X е еднакво на 180 степени минус 130 степени и за X добиваме дека е 50 степени. Да го разгледаме пример 2. Според податоците на цртежот, одреди ги аглите алфа, бета и гама. Да го разгледаме прво триаголникот со внатрешни агли алфа
75 степени и 70 степени. Знаејќи дека збирот на агли во триаголник е 180 степени, можеме да запишеме алфа плюс 75 степени плюс 70 степени е еднакво на 180 степени. 75 плюс 70 е 145, па имаме алфа плюс 145 степени е еднакво на 180 степени. Од овде алфа е еднакво на 180 степени минус 145 степени, односно алфа е еднакво на 35 степени. Да го разгледаме сега триаголникот со внатрешни агли бета, гама и 30 степени. За да го пресметаме бета, треба прво да го пресметаме аголот гама. Аголот гама гледаме дека заедно со аголот од 70 степени формира рамен агол, односно агол од 180 степени. Па ќе запишеме 70 степени плюс гама е еднакво на 180 степени. Од овде гама е еднакво на 180 степени минус 70 степени, односно гама е 110 степени. Сега кога го најдовме гама, лесно ќе го најдеме бета, затоа што бета плюс гама плюс 30 треба да биде 180. За гама најдовме дека е 110 и сега запишуваме бета плюс 30 степени плюс 110 степени е еднакво на 180 степени. 30 степени плюс 110 степени се 140 степени, па бета плюс 140 степени е еднакво на 180 степени, од каде бета е еднакво на 180 степени минус 140 степени, односно имаме за бета дека е 40 степени. Пример 3. Пресметај ги аглите што недостигаат. Овде имаме дадено еден триаголник со агли 25 и 120 степени и трет непознат агол y и еден надворешен агол x. Што значи тоа надворешен? Сега ќе објасниме. Надворешниот агол x заедно со внатрешниот агол 25 степени образуваат рамен агол, односно агол од 180 степени. И тоа можеме да го запишеме како x плюс 25 степени е еднакво на 180 степени, односно x е еднакво на 180 степени минус 25 степени, x е 155 степени. Сега да го пресметаме аголот y. Збирот на трите агли во триаголникот треба да биде 180. Па запишуваме 25 степени плюс 120 степени плюс y е еднакво на 180 степени. 25 плюс 120 е 145, па имаме 145 степени плюс y е еднакво на 180 степени, од каде y е еднакво на 180 степени минус 145 степени и добиваме за y дека е 35 степени. Во претходните примери разгледувавме разнострани триаголници. Сега да видиме што се случува ако имаме рамнокраг триаголник. За рамнокраг триаголник знаеме дека има две еднакви страни кои се нарекуваат краци. И во рамнокраговиот триаголник аглите при основата се еднакви. Ако еднаквите агли ги означиме со алфа, а аголот при врвот го означиме со гама, според тоа дека збирот на аглите во триаголник е 180 степени, имаме алфа плюс гама е еднакво на 180 степени. Од овде добиваме дека 2 алфа плюс гама е еднакво на 180 степени. Да видиме што се случува кај рамностраниот триаголник. Во рамностраниот триаголник страните се еднакви, аглите се еднакви и ако аголот го означиме со алфа, ќе добиеме
алфа плюс алфа е еднакво на 180 степени, односно 3 по алфа е еднакво на 180 степени, од каде добиваме дека алфа е 60 степени. Во правоаголен триаголник, еден од аглите е 90 степени. Да најдеме колку се другите два агла. Запишуваме 90 степени плюс алфа плюс бета е еднакво на 180 степени. Да најдеме колку е алфа плюс бета. Алфа плюс бета е еднакво на 180 степени минус 90 степени, односно збирот на аглите алфа и бета е 90 степени. Сега обидете се сами да решите неколку задачи. Задача 1. Пресметај го третиот натрешен агол во триаголникот даден на цртежот. Дадени ни се агли 37 степени, 125 степени и агол X. Треба да го определиме колку е аголот X. Задача 2. Пресметај го аголот Y во триаголникот даден на цртежот. Оваа точка овде што ја гледате на цртежот означува прав агол, значи овој агол овде, кај што ви покажувам сега, е агол од 90 степени. Па имаме 90 степени, 43 степени и Y. Задача 3. Пресметај ги непознатите агли во триаголникот даден на цртежот. На овој цртеж имаме еден надворешен агол од 120 степени, натрешен агол бета, агол од 50 степени и агол алфа. Прво ќе го најдеме аголот бета, знаејќи дека натрешниот и надворешниот формираат рамен агол од 180 степени, па потоа ќе го пресметаме аголот алфа. Тоа беше се за овој час. Ви благодарам на вниманието.